Бројни реакции кружат по социјалните мрежи за новиот стамбен комплекс кој се гради на само 100 метри од скијачките патеки во Маврово. Се поставуваат прашања дали ова ќе значи уништување на природата и националниот парк со оглед на тоа што се работи за површина од 9000 метри квадратни, каде ќе има 180 стамбени единици. Собственикот на компанијата инвеститор Фортон Македонија демантира. Тврди дека делот каде се гради не бил национален парк, туку собственост на општина Маврово Ростуше и бил градежен реон. Запазени биле сите процедури, а се градело според пропишани стандарди. Земјиштето е купено од преку 25 индивидуални собственици пред отприлика година и пол и се наоѓа, односно во градежен реон на земјиштето е ставено уште пред 5 или 6 години. И не е само ова земјиште што сум го купил во градежен реон, туку е и околу мене во радиус од 100 или 200 метри сето тоа во градежен реон. Доколку не би било во градежен реон ставено тогаш пред 5 или 6 години, ние не би го купиле. Сите законски регулативи се исполнети со прочистителни станици и ова што е купено, значи е купено како пасиште, значи така да немаше на него, може да проверите, имате сега и Google Earth, дека ниту имаше дрва, ниту пак сечеме дрва. Богоевски инвестицијата е правда со развој на Мавровскиот крај, каде вели нема доволно сместувачки капацитети и инвестиции, што и го уназадувало туризмот, споредбено со скијачките центри од Балканот. Екологистите пак, кои се обично најгласни за ваквите работи, се без коментар, оти не знаеле за инвестицијата. Инаку ова е прв поголем стамбен комплекс кој никнува во Маврово. Останува отворено прашање дали ова ќе повлече и низа други вакви градби во иднина, што сигурно би го измениле сегашниот изглед на Маврово, заменувајќи ја сегашната природа и зеленило со стамбени блокови.